Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Управниците на царот сакале да го отстранат Даниел. Дали ги слушнавте најновите озборувања? Се разбира. Даниел треба да биде вториот најмоќен човек во целото царство. Мора да најдеме причина за да го собориме. Тоа нема да биде многу лесно. Што ќе биде ако најдеме нешто поврзано со неговата религија? Се моли 3 пати секој ден на неговиот Бог. Би можеле да предложиме нов закон против тоа, да му го однесеме на царот и... А зошто? Даниел никогаш не им направил ништо лошо на тие луѓе. Бог го поставил на едно од највисоките позиции во земјата и токму тоа ги разгневило другите. Биле љубоморни. Брзо, сега да одиме кај царот. Се уште го нема потпишано новиот закон. Царе Дарий, сите принцови мисла дека ти, о царе, треба да потпишеш нов закон. Имено, секој кој ќе упати молба до кој било друг човек или Бог, освен тебе, во следните 30 дена треба да биде фрлен во лавовска јама. Овој закон нека биде јавен и никој да не може да го смени. Царот не го прозрел нивниот злобен план и го потпишал новиот закон. Но во животот на Даниел, Бог секогаш го имал првото место, па за него тој закон не сменил ништо. Продолжил да се моли и неговите непријатели гледале како го прави тоа. Царе Дарий, само што потпиша нов закон со кој се забранува некој да упати молба за нешто до човек или до Бог. Да, тоа е вистина. Даниел се уште се моли 3 пати секој ден на својот Бог. Го видовме како го прави тоа. Значи, тој треба да биде храна за лавовите. Даниел? Царот го сакал Даниел и сакал да го заштити, но законот е закон. Даниел, нека ти помогне твојот Бог. Потоа го фрлиле Даниел во лавовска јама. Ноќта царот воопшто не заспал. Следното утро побрзал кон лавовската јама. Даниел, дали твојот Бог те заштити? О, царе, жив да си довека! Мојот Бог испрати ангел кој им ги затвори устите на лавовите, па тие не ме повредија. Царот бил многу среќен кога слушнал дека Даниел се уште е жив, па заповедал да го извадат од јамата. Даниел немал ниту гребаници, ниту повреди. Чудо од Бог. Даниел бил почестен, а неговите непријатели биле фрлени во лавовската јама. Во целото моје царство сите луѓе треба да го почитуваат Богот на Даниел. Тој е живиот Бог кој спасува и помага. Верата на Даниел имала одлични последици. Живиот Бог ќе награди и твојата вера и доверба во него. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!